најголем проблем, значи, кај оделата е тоа да тие бидат што повеќе да може да задржат радиацијата. Сега новите одела што ги имаат конструирано кинезите, значи од некои композитни материјали, како што стои во таа информација, кажуваат дека целата радиација они на некој начин ја задржуваат, што е многу битно за човечанството, односно за самата наука или за откривање на планетите. Значи, овие одела коштаат, според информациите што стигаат од Кина, коштаат некаде околу 20 милиони долари, значи поскапи се него американските и советските или денска руските одела. И она што е важно за овие одела е доколку човекот планира да трне према Марс, а према Марс нели му треба еден добар дел од 3 години за да патува навака и натака, нели? Тогаш овие одела би биле идеални за заштита од она космичко зрачење, значи од она што представува најголема опасност за човештвото. Сега докаде, мислам, дали овие одела нормално би требале да се испитат, се наоѓаат во некоја фаза на испитување, сега доколку се покажат дека максимално можат да го обезбедат човекот, да обезбедат таа заштита од ова космичко зрачење, тогаш тие навистина представуваат револуција и дури некои научни кругови сметаат дека доколку тоа е точно на тие луѓе или на тој тим кој што раководел со изработката на овие одела би требало да ми се додели и Нобелова награда. Сега докаде се тие, дали е тоа толку вистинито, дали е тоа одело толку моќно така направено, мислам ќе покажат, нели, обидите што ќе се извршат во наредниот период. Времето ќе разреши се. Често пати сме гледале филмувани стории врзани за безвоздушниот простор, во кој често доста долго се наоѓаат во време на еден лет космонаутите. И во главном на тие филмувани стории гледаме како тие се забавуваат кога се во безтежинска состојба, демек си подаваат, лепдат во воздух, сето тоа е навистина, ете така, некако на својвиден начин интересно и забавно. Но дали е тоа вистината, дали навистина е толку многу забавно да се биде во безвоздушен простор? Како се хранат тие луѓе? Како примаат течности? Се чини дека подеднакво е тешко да примат храна и течности, да ги примат во организмот, подеднакво како и да ги испрлат од организмот. Па да, кога веќе зборев за оделата, мислам, во самите одела постои систем за, значи во самиот скафандер е поставен систем за прехрана на космонаутите. Значи, оној негов оброк што е... Како може да готне храната? Таа исто така нема тежина во тие услови. Да, ма добро, они тоа го вежбаат. Они тоа го вежбаат уште на таа безтечинска состојба, они ја вежбаат во базени, посебни базени со вода. Затоа што таму може најидеално да се долови таа безтечинска состојба. Во самиот скафандер, значи во на кацига му постои еден систем за прехрана на самиот космонаут. Има претежно тоа се сува храна, како се нарекува, значи обиткана е во една хартија од орис. И космонаутот заедно оброкот што му е сместен, нели, во тој скафандер, заедно со таа хартија од орис ја голта, да. А исто така може ли да заглави? Добро, видете, може да заглави затоа што нормално, како што рековте, таму во тој безтечински состојба, он мора со мускулите од хранопроводот да ја бутка храната према желудникот. Тоа е посебна техника. Да, посебна техника. Извежбана, да, извежбана. Овдека на земјата ние не ни мислиме на тоа. Меѓутоа, кога би се нашле горе, тоа би ни представувало проблем ако во моментот, да речеме, некој не префали. Исто така и во самата кацига постои Сармичка не може горе. Не, сарма не може, сарма не може. Не може нормално. Газирано исто не сме. Него на самиот скафандер мислам дека им постои резервар со 2,5 литри на вода. Водата е некаде околу 22-3 степена, мислам, тука во системот кој што одржува, и вода за пиење.
Исто така во самиот скафандер постои оној систем за изфрлање нели на отпадаци од човекот а исто така и оној систем преска заборавив да го напомнам со кој што се самото одело се наоѓа во притисок од една атмосфера за да се долови овој притисок што го имаме ние овдека на земјата. И сега кога ви текнува 73-та година во Салют 2 погина доброволски Волкови Пацаев, значи враќајќи се на земјата, се јави една пукнатина на нивното вселенско летело, односно се отвори погрешка еден вентил и при тоа настана декомпресија внатре во ова. И во моментот погинаа тие тројцата космонаути. Сега, доколку овие космонаути ги има овие одела на себе, они немаше да настрадаат. Затоа што овие одела беа, мислам, го имаат тој притисок од една атмосфера, значи као ние што го осеќаме овој притисок. Меѓутоа, они тројцата го немаа на себе и додека да ги облечат оделата, они настрадаа буквално беа, мислам, навистина една страшна смрт. После тоа и во Советската вселенска агенција и во НАСА како обавеза беше при секое спуштање и при секое полетување космонаутите да ги носат овие одела. Значи, за да не дојде нешто непланирано како што се случи нели со Салют кога настрада овие тројца космонаути. Има уште доста досега нечепнати теми, а се однесуваат на Вселената и летањето на Вселената, се однесуваат на она ние и Вселената, но да оставиме нешто и за следните изданија. Значи, секоја недела во рамките на предпоследната тема Вселена, наша централна тема. Зоране, ти благодарам за времето вечерва. Се надевам ќе уживаш сега кога ќе си одиш на кај дома. Симната е температурата, бога ви, некај минус 15 е некаде. Да, благодарам што ме поканивте. Тоа е тоа. Одиме со музика, па потоа со други содржини.